Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дејан Продановски е кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ за општина Прилеп, за Кривогаштани е Сашо Граоровски, а за Крушево Нико Чонески. Утрово проблем со користењето на Google, при што најмногу беа загрозени платформите YouTube, Google Maps, Search, Gmail и Drive. Пронајдени 100 грама кокаин кај прилепчанец. Неколку тепачки и физички напади во Прилеп, во една од нив се користел и остар предмет. Времето денеска сончево и топло, со мала до умерена локална облачност во попладневните часови и температура до 32 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Дејан Продановски е кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ за општина Прилеп за престојните локални избори кои ќе се одржат на 19 октомври. Дејан Продановски е актуелниот пратеник во Собранието на Република Македонија и актуелен председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Прилеп. Продановски во својата биографија има долгогодишна општествено-политичка активност. Тој е член на ВМРО ДПМНЕ, 2020 година избран за председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Прилеп, советник во Советот на општина Прилеп, а со конституирање на Советот на општина Прилеп 2024 избран и за председател на Советот на општина Прилеп. На парламентарните избори 2024 година ја добија довербата на граѓаните од изборната единица 4 и е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, извршувал повеќе активности како член на неколку работни тела во рамките на највисокиот законодавен дом во државата. За општина Крушево кандидат за градоначалник за локалните избори е Сашо Граоровски, а за соседно Крушево кандидат за градоначалник за локалните избори од ВМРО ДПМНЕ е предложен Нико Чонески. Државната изборна комисија го усвои роковникот според кој листите со кандидати треба да се поднесат до 13 септември, а изборната кампања започнува на 29 септември. Локалните избори закажани за 19 октомври, а евентуалниот втор круг ќе се одржи на 2 ноември. Утрово настана проблем со користење на Google, при што најмногу беа загрозени платформите YouTube, Google Maps, Search, Gmail и Drive.
Денеска утрово корисниците во неколку земји, особено во Источна Европа, во Соединетите Американски држави и Турција, пријавија остар прекин на критични услуги на Google. Овие сигнализирања започнаа на Down Detector и социјалните мрежи, при што најмногу беа загрозени платформите YouTube, Google Maps, Searching, Gmail и Drive. До овој момент Google не излезе со официјално соопштение за причините или времетраењето на прекинот, меѓутоа во многу делови веќе беше забележено постепено враќање на услугите во нормала. Главните проблеми беа на YouTube корисниците не можеа да читуваат видеа, се појавија грешки или бесконечна лоудинг линија и тоа како на веб, така и во мобилната апликација. На Google Maps сервисот не успеваше да прикаже мапи, пронајдени локации или пресмета рути. Google Search пребројување или враќаше грешки или не завршуваше успешно, што сериозно го наруши пристапот до информации. Gmail корисниците пријавија потешкоти при спаѓање и примање на e-пошта, а Google Drive пристапот до датотеките складирани во облакот често биле блокирани. Прилепчанец и кавадарчанец фатени со кокаин. Едниот признал, а притворот следи за двајцата. Прилепчанец и кавадарчанец фатени со кокаин. Едниот признал, а притворот следи за двајцата. На крстосницата Валандово, село Чалакли, полициските службеници од Струмица и од Валандово извршиле претрес на патничко возило Ауди со прилепски регистарски ознаки и на лицето кое го управувало СР, а со патникот му бил АК, им била пронајдена бела гручеста материја. Лицата биле лишени од слобода и задржани во полициската станица, каде во службен разговор кавадарчанецот АК признал дека белата гручеста материја пронајдена кај него е кокаин со тежина од околу 100 грама. Поради ова, во текот на вчерашниот ден биле извршени претреси и на неколку локации на подрачје на Прилеп, при што биле пронајдени предмети за кои постои сомнение дека се поврзани со ова кривично дело. Лицата АК и СР биле изведени пред суд од Основниот суд Гевгелија, кој им одредил мерка притвор во траење од по 30 дена, информира од Министерството за внатрешни работи. Вчера регистрирани неколку тепачки физички напади во Прилеп. Во 19 часот на улицата Киро Крстевски платник во Прилеп полициски службеници го лишиле од слобода ВД 43 години од Прилеп затоа што го нарушувал јавниот ред и мир со агресивно однесување. Истиот ден во 15 часот и 10 минути РР 49 од Прилеп пријавил дека на улицата Беровска во Прилеп бил физички нападнат од две лица. По плането слична случка. Во 16 часот и 40 минути во полициската станица Прилеп и Ј68 од Прилеп пријавил дека на улицата Благоја Шукуровски во Прилеп бил физички нападнат од СС, кој употребил и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување на настаните. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура во Прилеп до 32 степени Целзиусови. Попладне метеоролозите најавуваат променливо облачно и локални појави на грмежи и дожд. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.